Почитувани граѓани, денес после онлайн координацијата со шефовите на регионалните изборни штабови на СДСМ ви ги презентирам заклучоците до кои што дојдовме заеднички. Во име на СДСМ, во име на Централниот изборен штаб и во име на регионалните и општински изборни штабови во сите 6 изборни единици. Им благодариме на граѓаните и на институциите за високото ниво на свест, подготвеност и одговорност при справувањето со COVID-19. Сега на сите ни е јасно дека преоѓаме во нова фаза, кога одиме кон нова нормалност на нашето живење, нашето ново секојдневие. Затоа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги повикува сите граѓани за уште поголема внимателност и посветеност при почитувањето на мерките и препораките. Само ако носиме заштитни маски и ако се држиме на 2 метри дистанца, ќе можеме полека да го вратиме јавниот транспорт во поголема функционалност, компаниите ќе се вратат во погон, а наскоро ќе може да се активираат и дел од угостителските капацитети. Само на овој начин, преку обезбедена епидемиолошка контрола, преку строги протоколи за новата нормалност и преку обезбедена заштита на јавното здравје, ќе може да зборуваме и за избори. На македонската демократија и на македонскиот развој им требат стабилни институции и колку што е можно поскоро враќање во нормален колосек на европските интеграции. На македонските граѓани им треба почеток на преговорите. На македонските граѓани им се потребни функционални институции, а пред се функционален парламент. Затоа веднаш, штом се стабилизира епидемијата, зашто сме оптимисти дека брзо ќе се случи, а на основа на сите епидемиолошки и здравствени анализи на клучните надлежни институции и авторитети во здравството, веднаш после тоа треба да се реализираат изборите во првиот можен рок. Во моментот кога епидемиолозите и здравствените авторитети ќе проценат дека има услови за враќање на општествените текови во функција, изборите треба да станат реалност што поскоро. Од здравствен аспект, најдобро е демократскиот избор на новиот македонски парламент и на новата македонска политичка влада со целокупна одговорност да се случи во периодот кога коронавирусот е совладан, а секако пред евентуалната нова закана од повторно ширење на вирусот. Справувањето со пандемијата принудно го стопираше изборниот процес непосредно пред стартот на предизборната кампања, скоро на крај на сите изборни действија кои што беа спроведени од страна на Државната изборна комисија. Собранието сега не е во функција и е распуштено. А демократијата бара собранието да ја контролира извршната власт и да биде на располагање за нови одлуки со полн мандат даден од граѓаните. Тоа е причина повеќе да продолжиме по патот на обезбедување на новата нормалност, која веќе сите ја живееме. И веднаш, штом здравството и епидемиолозите потврдат дека вирусот е под целосна контрола, треба да продолжи изборниот процес и изборните действија, онаму каде што застанаа на 12 април за веќе закажаните избори. Маските и дистанцата со сигурност стануваат наше секојдневие. Ке треба да се навикнеме на овие мерки при сите активности во секој наш нареден ден. Обврска за сите политички чинители е на прво место да го стават здравјето на граѓаните и интересот на државата. Одговорно е да се носат одлуки растеретени од личните и теснопартиски интереси, а ниту една политичка кариера не е поважна од граѓаните. Граѓаните прават јасна разлика помеѓу одговорниот пристап и неодговорност. Во меморијата на секој од нас остана она срамна изјава на Мицковски на крајот од февруари оваа година. Мицковски кажа
дека од СДСМ молеа Бога да се случи коронавирус, за да не може ВМРО-ДПМН да излегува со народот на протести. Тогаш ја исмеваше и ја подценуваше оваа пандемија и криза. Што е тоа што го натера Мицковски да добие уплав од избори после само 2 месеци? Неговите неуспешни напори да го одложи членството во НАТО, да не добиеме одлука за преговори со Европската Унија или неговите подметнувања и желби здравствените институции да не успеат со справувањето на епидемијата. Христијан Мицковски и ВМРО-ДПМН покажа крајно неодговорно однесување во клучните моменти за здравјето на македонските граѓани. Тие се свесни за тоа и затоа бегаат од секој еден демократски мегда. Затоа не сакаат да функционира собранието и парламентот. Затоа не сакаат нормализација и избори. Мицковски, граѓаните се уморни од вашето политичко и деструктивно однесување. И покрај сите ваши напори, Северна Македонија ќе успее и ќе продолжи да чекори по вистинскиот пат. СДСМ ќе продолжи да се однесува крајно одговорно и секој следен чекор, како и досега, ќе биде исклучиво во функција на сигурната иднина на граѓаните. Мицковски, продолжи да спортуваш. Така си најмалку опасен за македонското здравство, за македонската демократија и за македонските интеграции. Затоа што крајно неодговорно е во целиот овој период да се шират лаги и да се создава паник дека здравството имало само 100 тестови, а веќе илјадници луѓе се тестирани. Или крајно неодговорно е да се тврди дека 150.000 луѓе останале без работа, кога знаеме дека таа бројка е многу помала. Само околу 6.000 луѓе се одјавени еве на крајот на месец април. Уште многу деструкции и неодговорност видовме во целиот овој период. Почитувани граѓани, СДСМ и граѓаните сериозно се подготвуваат за новата реалност и за новата нормалност. Одговорноста на политичките партии и на институциите е да направат се, колку може побрзо да ја обезбедиме нормалното секојдневие на граѓаните. Сите што се спротестуваат на оваа цел, на нормализирањето на состојбите, придонесуваат земјата да ни остане во вонредна, во здравствено-економска криза, а тоа не е одговорно однесување. Благодарам.